Мажите ја нарекуваат најважната споредна работа во светот. Полека но сигурно, оваа полова поделеност ја губи смислата. Се повеќе девојки играат фудбал, а со тоа и женскиот фудбал станува се популарен. Во ова издание на Луѓе и места ќе ве запознаеме со интернационалниот главен судија во женски фудбал, делегиран од Македонија, со лиценца на ФИФА и една од најмладите во Европа. Ивана Пројковска, поранешна фудбалерка, веќе неколку години гради успешна меѓународна кариера. Активен судија е и во домашното фудбалско првенство, каде што суди и во машкиот фудбал, но според правилата на ФИФА, на меѓународните надпревари таа суди само кога играат жени. Неодамна се врати од Грција, каде што судеше на квалификацијски турнир за жени под 17 години. Најпрвин, започнувајќи како помошен судија, а веќе неколку години како главен, Ива во фудбалските кругови важи за строг судија. Инаку, таа е дипломиран криминолог. Пред да започне со фудбалот, каратето и кошарката биле нејзините спортови, но помалскиот фудбал и започнувањето на женскиот фудбал во Македонија, фудбалот и за нејзе станал најважна споредна работа, а подоцна и професија. Па како навален играч, односно играч од нападот, често знаев да им се спротивставам на судиите, бидејќи често ми досудуваа офсајд и веројатно желбата да видам дали стварно се они во право или јас сум во право доведе до тоа да почнам да се занимавам со судењето. Почнав уште во мало со машките да играм фудбал. Меѓутоа, подоцна продолжив со кошарката и фудбалот сосема го трнав на страна. Се дојде момент кога не ми кажа дека и во Македонија женски да играат фудбал, дека тренираат, дека има клубови, дека има лига. Тога се запишав и почнав да тренирам и јас. И така подоцна станав и судија. Започнав 2001 година да тренирам активно фудбал. Прво во фудбалскиот клуб Ломбардини, оттамо тренирав во Макспорт, подоцна отидов во Дрита Аби, кај што ми беше малце потешко бидејќи секој ден патував од Скопје до Боговиње. Искуството е големо за тие неколку години, бидејќи запознав многу пријателства, запознав многу, да кажам, и градови, не само од држава, него и надвор, бидејќи патував со репрезентација, настапував за сите репрезентации женски што ги имавме во тој период. Се стекнав со искуство, не само во фудбалот, туку и во судењето, кое подоцна ми овозможни полесно да напредувам во фудбалската кариера. Играв лево крило долго време. За репрезентација знаеше селекторот да ме повлече у задната линија. А тоа што ме привлекува фудбалот, најмногу тимскиот спорт, брзата игра и се разбира победничкиот дух, давањето на голови. Меѓународен судија на ФИФА се станува со многу труд, но и посветеност, вели Ива. Нормите, тестирањата се само дел од она што треба да се помине за да се носи аблемот на ФИФА. Без разлика дали женски или машки фудбалски судија, треба прво физички да бидеме спремни, односно оној што сака да се пријави, треба физички да биде добро подготвен. Имаме една книга, правила на фудбалската игра, треба добро да се познава, да се прочита книгата и подоцна да се практикува на терен. На секој 3 или на секој 6 месеци се полага за категорија, имаме привремена, па стална категорија, подоа се добиваат на превари, пониските лиги, петлиња, дечиња, малецки. Тамо се стекнува навика и се стекнуваат првите почетоци во врска со судењето. И подоцна за секоја категорија имаме полагање повторно на правилата на фудбалската игра, полагање на физички норми
и семинари за фудбалски суди. Доколку кандидатот покаже посебен интерес и подобар од другите, имаме семинари за талентирани суди, се посетуваат тие семинари и се напредува понатаму. За меѓународен судија исто така идеме во Швајцарија, во Нион, се полагаат исто норми, имаме полагање на англиски јазик и правилата на фудбалската игра таму се представени преку ситуации реални што се случиле на терените и даваме ние свое видување во врска со нив. Летонија-Литванија надпревар одигран на квалификацијски турнир за жени во Струмица е нејзиното меѓународно деби. На овој надпревар Ива била делегирана како четврт судија. Имавме турнир во Струмица, U17 мислам дека беше квалификации за Европско првенство жени. 10 минути пред надпреварот судиката, главна што требаше да суди, се пожали дека не е добро, дека не може да го води надпреварот и така мораше да ја замени четвртиот судија, односно четвртиот судија бев тогаш јас. И така случајно дојде до првиот мој меѓународен надпревар, ја одсудивме одлично, го судивме одлично надпреварот со позитивни критики и позитивни оценки на крајот страна на контролорот. Јас сум единствената на главна листа на меѓународна FIFA листа, што ја викаат. Имаме уште 3 асистенти. Неколку години поред од страна на Фудбалската федерација на Македонија бев предложувана на главна листа, меѓутоа за таму треба да се има доволно години, односно лимитот е 20, најмалку 25 години да се има за да се биде на главна листа и 23 на помошна. 3 години поред не ме прифаќа од страна на FIFA и оваа година конечно наполнив 25 години, односно лани наполни 25 години и ме прифатија. Ива во домашното првенство е главен судија и во женскиот, но и во машкиот фудбал. Сепак, надпреварите каде што играат мажите се поголем предизвик, вели таа. Неодамна беше главен судија на градското дерби помеѓу Вардар и Шкупи. Па кај нас се уште важи тоа дека ние сме многу малци и нашата женска лига е многу слаба, така да ние судиме повеќе во машките лиги, него во женската. Меѓутоа надвор на меѓународните надпревари, поготово кога игра репрезентација или лига на шампиони, женска конкуренција, таму се поделени. Значи женските судат на женските надпревари, а машките на машки. Па од оваа страна многу е другачие, значи не е исто да се биде во средина на теренот и да се биде од таа страна, односно од страната на играч. Бидејќи кога сме играчи, гледаме само за себе и гледаме желбата да се победи, не гледаме како значи гледаме целта, а реализацијата на таа цел не интересира. Додека внатре кога сме во теренот, односно од страната на судијата, многу ги гледаме пошироко работите и многу пореално. Искрено да кажам, многу ми е полесно на мажите кога им судам. Некако дали сум поприфатена или повеќе респект имам од нивна страна. Женските додуше многу ги познавам во Македонија, заедно игравме со дел од нив, така да имам почитување големо. Ме знаат како строг судија. Меѓутоа преферирам да судам на машки. Таа позади себе веќе има завиден меѓународен стаж како главен судија. Со иста посветеност го суди секој надпревар, но сепак истакнува дека иако играта е иста, постои разлика помеѓу судењето во домашното првенство и судењето на меѓународни надпревари. Па имам повеќе од 40-50 меѓународни турнири, меѓутоа што беа под организација на Фудбалската федерација на Македонија, односно што се одржуваат тука во Македонија. На нив првите години бев како помошен судија, а после тоа имав право само како четврт судија. Како надпревар што ми остане во паметење Латвија-Литванија што го судев како главен. Веќе 3-4 години само главен судија судам. Реално многу е поинтересно да си внатре во теренот, бидејќи ти си главниот што треба да судуваш и да донесуваш одлуки. Додека тежината на помошните судии е многу поразлична од главниот. Имаат, значи, тежина во врска со офсајдите, кај што знаеме дека големиот дел од головите паѓаат, како што викаат, голови падају со стране, значи треба да бидат доста концентрирани. Меѓутоа пак на крај останува конечната одлука на главниот судија. Обично, ако идеме надвор на турнир, имаме еден помошник од нашата држава, значи уште еден помошник иде со мене, а доколку идеме да судиме надпревар, тогаш идеме 3.
Обавезно пред секој натпревар се одржува состанок, се договара во врска со начинот на судењето, помошта што ја добиваме од помошните судии, на кој дел они да припазат, на кој дел ние главните ќе припазиме. Исто така може да напоменам тука дека користиме комуникацијски системи, значи врзани сме цел тим, заедно комуницираме, исто така и четвртиот судија ни е врзан, така цела комуникација за текот на целиот надпревар се одвива меѓу нас. За било што да се случи, значи може да искомуницираме, да кажеме како ја виделе ситуацијата од нивната страна и да донесеме на крај исправна одлука. Па се зависи од надпреварот. Обично доколку имаме некој потежок надпревар кај што има поригорозни стартови, најмногу се коментира да се припази на одреден играч, да се припази во врска со намерата, дали имаме лактови, дали нема лактови, во врска со аутите, ако не сме сигурни за некој аут. Значи, се е во врска со правилата. Фудбалските судии добиваат оценки за судењето на секој надпревар од контролорите на надпреварот. Тие оценки и препораки се многу важни за понатамошниот развој на секој судија. Луѓе сме, грешки правиме, така да најнормално е кој работи да сгреши, меѓутоа најважно е тие грешки да не се намерни. Што се однесува до фудбалерите, грешат во текот на целиот надпревар, погрешни пасови, не даваат голови. Ние еднаш да сгрешиме, одма сите ни се лутат на нас. Ние сме луѓе, може да сгрешиме, можеби нема да воочиме грешката одма, може кога ќе ја гледаме потоа снимката, може кога ќе размислиме подоцна во соблекуваната ќе сватиме дека сме сгрешиле, меѓутоа тоа е завршена работа, така да гледаме надапред и идеме понатаму. На крајот од секој надпревар имаме контролорот доаѓа соблекувалната или после тоа имаме состанок на кој ни ги дава сите забелешки, било позитивни, било негативни, во врска со нашето судење, во врска со надпреварот. Имаат они посебен контролорски извештај кои потоцна го праќаат до федерацијата, односно кога се работи за меѓународен надпревар го праќаат до ФИФА, до УЕФА и подоцна од таму они го праќаат на нас, за да видиме кои ни се забелешките и кои ни се оценките. Доколку оценката е негативна, односно под 8, тогаш може да бидеме казнети да одлежиме некој надпревар, односно да не судиме. Дали 1, 2, 3, зависи од грешката што сме направиле. Доколку имаме поголема оценка, обично на 8-3, 8-4 се добри оценки, тогаш може да добиеме плюс некој надпревар од тоа што сме требале да го добиеме. На теренот фудбалскиот судија треба да биде имун на провокациите од фудбалерите, но и на провокациите и дофрлувањето од публиката. Сега навреда е санкционирана од моја страна. Од една страна ги сваќам, знам како им е, меѓутоа од друга страна не толерирам да бидеме ние и моите помошници навредувани. Реакции има секакви, меѓутоа со самото влегување на теренот забораваме на публиката и на тоа што се случува од страна. Често не можеме да се исклучиме, значи нормално е, луѓе сме, знаат одредени работи да не насмеат, одредени работи можеби да не повредат малце, меѓутоа се си поминува понатаму и гледаме да не искочиме надвор од колосик и да си одработиме работата за која што сме дојдени. А тоа го имало и ќе го има и понатаму. Со меѓународниот фудбалски судија во женски фудбал Ива Пројковска одсвиревме крај на оваа луѓе и места. Следниот почеток е за точно 7 дена, кај некои други луѓе на некое друго место.